Добро дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Оваа вечер ќе разговараме за политиката. Со кој друг ако не со Стевче Јакимовски, председателот на политичката партија Гром, дел од коалицијата на ВМРО ДПМН, или човекот кој што долги години е на политичката сцена во Македонија и е релевантен соговорник да проговориме што е она што ни се случува во моментот во Македонија. Добро дојдовте. Добро е најдов. Господин Јакимовски, што е она што ни се случува сега во моментов на политичката сцена во Македонија? Па добро, се случува нешто што е невообичаено и непримерено во светската практика и очигледно дека представниците на власта се обидуваат да сторат се што е можно, да се направат колку што е можно повеќе остапки, за да дојдеме до 24 април на избори, каде што нормално граѓаните ќе си го кажат тоа што си имаат да кажат и каде што ќе има разрешница на политичката криза во Република Македонија. Очигледно избран е лош начин за политичко делување во Република Македонија од страна на опозицијата. Мислам дека владеачката коалиција успеа да се справи со ситуацијата и не само што успеа да се справи со ситуацијата, туку успеа и да се наметне повторно на сите анкети како водечка политичка групација која што треба по наредните избори да добие власта во Република Македонија. Долги години бевте коалиционен партнер на СДСМ, можеби и добро ги познавате како и член на СДСМ. Да, и сигурно дека ги познавате и како размислуваат одредени структури кои што можеби сега не се во јавноста, но сепак се тие кои што ги влечат конците. Па не мислам дека има структури кои што не се во јавноста ги влечат конците. Мислам дека господин Заев одлучи да оди на ампутирање на кадрите што се поранешни старите кадри од Социјалдемократскиот сојуз, кои што беа олицетворени во Бранко Црвенковски, Јани Макрадори, Игор Ивановски, Наташа Саова, Горан Минчев и така натаму. И нормално е дека со тоа практично не обезбеди хомогеност во партијата, кај симпатизерите, туку има едно двојство во самото членство, во раководството, затоа што таа гарнитура нормално дека по вертикала низ општинските организации, низ местните одбори имаат своји луѓе кои што нормално не запнуваат да работат со полн капацитет за председателот кој што како да кажем ги екскумираше нивните луѓе кои што они ги респектираат и кои што биле долго време во политиката. А за кои што не може да кажеме дека не знаат политика. На прагот сме на нови предвремени парламентарни избори, како по некое непишано правило, место на секои 4 години да имаме изборен циклус, не имаме скоро на секои 2 години изборен циклус, пред само 2 години, неколку минути по завршување на изборите, Зоран Заев испадна и рече дека не ги признава. Анкетите си го кажуваат своето. Што мислите, што сега ќе се случува? Ќе одат ли на избори сега? Прво да ви кажам, секоја година што имаме избори правиме огромна штета за економијата. Тоа се огромни трошкови за државата. Второ, од денот кога ќе се распишат изборите до денот кога антикорупцијска комисија ќе прати допис до сите државни институции, од тогаш почнува да функционира државата. Ние практично од сега имаме техничка влада, од денеска ќе имаме техничка влада, па таа ќе биде некаде до јуни месец. Додека не се разгледат и последните жалби, додека не даде Државна изборна комисија, па и антикорупцијска не каже изборите дефинитивно се завршени. Вие не можете да купувате, не можете да продавате, не може да се распишуваат тендери, не може да се преземат договори, не може ништо. Значи, цела држава е 4 месеци во застој. Сега, значи, ние имаме 2013 избори, имаме 2014, имаме 2015, имаме до година 2016 ќе имаме избори. На 4 години по 4 месеца колку се тоа? Тоа се 16 месеци. Значи на 4 години вие една година повеќе од една година не сте работеле. Тоа е страшен застој за економијата во една држава. Зашто нераспишениот тендер, тоа значи дека фирмата што треба да го добие тендерот не може да работи, не може да ги запусти своите вработени, не може да се увезува, не може да се купува. Сето тоа страшно негативно влијае врз економијата на Република Македонија и моето мислење е дека е добро постапи премиерот со тоа што ги направи сите можни остапки што треба да се направат за да се дојде до избори, да имаме разрешница, за да потоа имаме постизборен мирен период. Откако заврши изборите, минатите избори,
Господинот Заев и Социјалдемократскиот сојуз рекоа дека не ги признаваат изборите. Пазите, рекоа дека не ги признаваат изборите во 19 часот. Откако после 17 часот видоа дека масовно излегуваат граѓани, а тие по дефолт знаат дека тие што излегуваат од 17 до 19 часот не се гласачи на Социјалдемократскиот сојуз, и им стана јасно што ќе се случи. Но јас прашувам уште една работа. Како е можно на ниедни анкети да не водиш, на сите анкети убедливо да губиш, а да очекуваш да победиш? А при тоа, со програм да си послаб, со политичка презентација да си послаб, на билборди да те има помалку, во реклами да те има помалку, на терен со присуство кај граѓани и така натаму помалку, со митинзи помалку, со целиот впечаток, целиот декор што го прават едни избори, тебе да те има помалку во однос на твојот кандидат, а ти пред изборите да губиш и да очекуваш да победиш. Тоа е невозможна мисија. Така и сега е потпуно иста ситуација. Значи, Социјалдемократскиот сојуз убедливо губи. Ние гледаме дека владеачката коалиција постојано на терен, постојано со граѓаните, се обидува да решава проблеми, се градат инфраструктурни проблеми во областа здравство, социјала, индустрија, се отвараат нови фабрики и така натаму, се прават огромни напори. Сето тоа присуство си дава поголема доверба и влијание од страна на владеачката гарнитура, од страна на Социјалдемократскиот сојуз. А ние кога ќе земеме да анализираме, освен бомбите и освен афера, што може граѓанинот на Република Македонија да каже дека него му ветува Социјалдемократскиот сојуз? Освен бомбите, и тоа не е начинот за политичка борба кој што треба да има едни политички конкуренти. Ако е мислам така, дека политиколозите на самиот почеток кога почнаа да се презентираат бомбите пред една година скоро, нели, беа, кажаа дека во ниту една соседна земја на ваков начин како што СДСМ нели тргнала, власт не освоила. Ако е така, тогаш нема се надпреваруваме со програми. Јас со тие што можам да претпоставам дека во Карпош може да ми бидат против кандидати, сега треба да обезбедам компрометирачки материјали за нив и утре да искочам со компрометирачките материјали што ќе бидат интересни за граѓаните, а не за тоа што кои улици ќе се градат, кои фасади ќе се прават, кои кровови ќе се менуваат, што ќе се прави со училиштата, дали ќе има гасификација, нема гасификација, што на граѓаните им се ветува и така натаму. Значи програмите најмалку ќе бидат битни, битно е дали ќе има афери или не, а згора на тоа она што е најлошото и најопасното. Значи, некој во оваа држава спротивно на граѓанското општество, значи, поседува интими на неколку стотици илјади граѓани, и тоа е апсолутно недозволиво, и тоа е преседан што се направи во Република Македонија, кој што многу ќе не чини натаму. Кога станува збор за аферата која што една година е скоро секојдневие во Република Македонија, колку таа штети за имиџот на државата во странство? За да ние имаме оваа држава, ние за оваа држава се бориме, значи, од 41 година. Државата ја прават институциите. И некој се обидува постојано да на овој народ му влее во главата да не верува во институциите и да не верува во водството. Ако не веруваш во институциите и во водството, во што ќе веруваш ти? Практично немаш држава. Па ве молам, кога имало тешки битки, тешки војни, кога не функционирало ништо, вербата на народот било само во водството, во водачите. Замислете го Советски сојуз кога Хитлер дошол на 54 км пред Москва. Ако тој народ немал верба во Сталин и во водството, како можеле тие да победат и да се излечат од таа ситуација? Или не знам, кога се случила битка на Неретва, ако не верувал некој во тој што го руштае мостот на Неретва, дека тој ќе ги излече од обрачот во кој што се наоѓаат, како тие може да се спасат од таа ситуација? Значи, она што е најлошото се обидува некој да го прави на Македонија, да нема доверба во водството, да нема доверба во институциите, практично да нема доверба во државата и во институциите на Република Македонија, што е сосема погрешно. Како е тој начин, кажеш, јас не ги почитувам институциите, јас не го почитувам водството, јас не почитувам Судот во Скопје, но судот во Струмица го почитува. Да, судот во Струмица, каде што е осуден нашиот председател на општинска организација, кој го прашува господинот Заев, господине Заев, дали сте вие што мафтате со рачињата и барате, објаснувате како барате мито, како треба да ги носат парите кај брат ви Вице, како барате колку евра за вас, колку за црквата и така натаму. Дали сте тоа вие? Значи, човекот заработи казна од 300.000 денари и тие докази судиката во
во Струмица не сакаше да ги прифати, смета дека цедињата, односно тие касети се нерелевантни, иако се обезбедени со ПИМ мерки. Можете да замислите. Значи, практично, таа судика ги врза рацете и на Катица Јанева. Ако тие снимки беа нерелевантни за судијата во Струмица, во кој што Заев уредно се појавува, ама таму каде што тоа смета дека се негови судии, тогаш Катица Јанева ќе се верува за снимките кои што таа денеска ги има кај себе. Господин Јакимовски, во владата сте дел, има ваши министри, луѓе кои што се членови... Заменик министр. И тоа е по потекло од Велес. Членови кои што се на Гром се дел на позиции кои што се значајни за функционирањето на една држава. Повеќе од еден месец имаме во владата и представници на СДСМ. Како функционира? Какви се вашите информации? Вака да ви кажам, ставот на Гром е да не го признаваме ние договорот од Пржина. Има три свети работи во една држава. Тоа е уставот, тоа е знамето и тоа е грбот на државата. Ние за уставот 2001 година леевме крв, давме жртви. Тој устав го донесовме со консензус. Во Пржино и договорот кој што практично е договор како некоја племенска заедница, 4 поглавици се договорија да го згазат уставот. Значи ли тоа дека ако тие 4 поглавици утре се договорат, закон за сообраќај не важи, не важат знаци, не важи плавирно на десна страна, не важи ништо. Ова држава не важи полна линија. Ние од таму добивме чиста политичка држава. Ние веќе немаме, после Пржино, ние апсолутно немаме веќе во Република Македонија правна држава, што е многу опасно. И практично ние згазивме врз уставот, згразивме врз законот за судство кој што се носи во кој што е двотретински закон, за да избереме специјален обвинител кој што на незаконен и неуставен начин се бира за да гони евентуално некој кој што го кршел законот, што е апсолутно недозволиво и кој што прави папазијанија. Значи ние од една глупост со договорот во Пршино влегуваме све во нови, а тие нови глупости се тоа што сега имаме министри во владата на Република Македонија кои што не се избрани со волјата на народот и кои што практично сега имаме 2 или 3 паралелни влади во Република Македонија. И може ли граѓаните на Република Македонија да кажат дека оваа влада во моментот што имаме дека работи за интересите на граѓаните на Република Македонија, дека таа работи за да ги реши проблемите на граѓаните, туку напротив, само се гледа едниот дел да обезбеди некоја политичка афера, другата евентуално како да се одбрани и така натаму, и тоа ја доведе Македонија во една несекојдневна шизофрена ситуација и се воспостави еден тежок преседан кој што секогаш во историјата кога ќе има поголем конфликт ќе се бара техничка влада, ќе се барат министри од оние кои што не заслужиле да имаат министри и ќе имаме ваков циркус како што денеска го имаме. На времето бевте министер за труд и социјала. Сега во ова министерство имаме министерка токму од СДСМ. Корисниците на социјална помош велат дека никогаш до сега не се случило пред новогодишните празници да не ја добијат социјалната помош парична. Оваа година тоа се случи. Видите, тоа е многу ранлива категорија на граѓани. Јас не знам дали се случи, искрено не знам дали е како резултат што немало доволно буџетски средства на буџетот во Министерството за труд и социјална политика, или е како резултат на некои процедури, или е како резултат пропуст на министерот, но во секој случај ако овие 9 години редовно се исплаќала социјалната помош пред нова година да стигне за социјално загрозените семејства, немало причина и оваа година тоа да не, затоа што буџетот е строго таргетиран. Значи, вие како министер за труд и социјална политика, јас во мое време трошев некаде околу 320 милиона евра и тоа беа све трансфери и се знае, секој месец по толку пари ти следи за таа институција, за социјална помош секој месец по толку и тоа се обезбедува од буџетот. Зашто тоа го нема? Веројатно министер кој што не сочувствува со сиромаштијата, со граѓаните кои што се наоѓаат во тешка ситуација, не може да свати колку на тие луѓе пред нова година им значат 1500, 2, 3 или не знам колку илјади денари, колку значи постојаната парична помош, колку значи еднократната парична помош, колку значи нега од друго лице да добие лице пред нова година и така натаму. Што му значи на министерот кои се лицата кои што се вработени во приватни компании, кои што се дел од ранливите семејства со мерките на владата имаат вработување? Затоа што министерката
актуелна сега, од службите го барала токму тоа. Мислите на овие што се заштитни работилници? Значи, каде што имат вработено лица со хендикеп, тамо се законските процедури јасни. Фирмата прво мора да ги вработи тие лица, да им исплати одредена сума на плати, па потоа може тие пари да ги бара од заедничкиот фонд кој што е воспоставен. И јас сум готово сигурен да таму не се можни злоупотреби, затоа што законската регулатива е апсолутно јасна. Секој лице со посебни потреби мора да биде категоризирано, мора да има наод од лекарска комисија дека тоа е способно за таа работа да ја работи, и за да може на фирмата да се исплатат тие пари, она мора да ги исполни условите, што тоа значи дека да функционира толку време, да има исплатено плати на тие луѓе, за да може да си бара да ги рефундира. Ако нема исплатено плати, како ќе може да ги бара? Но добро, некој мисли дека може да најде криминал секаде. Јас можам одговорно да ви кажам, кога јас бев министер, подпишував 320 милиони евра и се беа тоа трансфери. Значи, нема теоретска шанса да погрешиш. Од тие 320 милиони евра, само 250.000 евра беа набавки за Министерството за труд и социјална политика. Само 250.000 евра, во кои што, дали ме разбирате, набавки и хигиенски материјали што треба за Министерството, кафе, сокови и така натаму и така натаму. Значи, се тоа значи, вие практично е невозможно да погрешите и невозможно е да направите криминал, затоа што се е тоа утврдено со строги законски процедури и со буџетската дисциплина. Неодамна во Македонија се обелодени уште една афера, или во приватни компјутери се пронајдоа податоци, 70.000 нели телефонски разговори, за 120.000 лица личните податоци, многу лични карти и ред други работи за кои што пишуваа медиумите. Како Гром гледа на оваа афера? Како гледа? Прво, пасте вака. Значи, ние од сам старт рековме дека со договорот во Пржино ние разнебитуваме државата, и тоа се гледа на терен. Имаме специјален обвинител кој што има 3.000 евра плата, кој што има 4 милиона евра буџет и кој што бара полициска заштита да се штити од политичари кои што гарантираме дека никој нема да посегне по КТС Јанев или по никој обвинител, а во исто време имаме ние паралелно обвинителство луѓето кои што работат за 30-40.000 денари и кои што гонат тешки криминалци за дрога, за оружје, за убиства, за не знам трговија со белоробје, значи разни разбојништва и така натаму, кои што се опасни и по животот и на граѓаните и за убиства и така натаму и така натаму. И сега ние создадовме еден паралелен свет кој што практично ја прави смешна државата. И сега во рамките на тоа наше обвинителство ние гледаме дека натаму следат нови гафови, нови пропусти. Новиот пропуст е, има емисијата сино ќе гледат и правници. Како е можно кога се предава или се одзема некој материјал кој што е доказ и кој што треба да се истражува, да не се направи записник? Утре Зоран Заев, кога ќе искочат тие снимки, излезат во етерот во јавноста, тој ќе каже: јас ги предадов на специјалното обвинителство и јас претходно ви кажав дека не верувам во државата, дека може добро да ги чува и дека има каде да ги чува. Еве, јас им ги дадов, гледат они што направиле, им се растуриле снимките на сите страни. Како е можно од тоа што е добиено да не се направи записник? И пазите се што се случува. Ја прашуваат да одговори дали направила записник или не. Господјата Јанева одговара: ќе ви одговорам на Фејсбук. А јас сакам да ја кажам незе дека мајка ми нема Фејсбук, татко ми нема Фејсбук, чичко ми и стрина ми немаат Фејсбук, тетка ми нема Фејсбук. Начинот на комуницирање она е тамо избрана и поставена и во името и на татко ми, и на мајка ми, и на чичко ми, и на стрина ми, и во сите тие што не работат на Фејсбук за да ги рачисти состојбите. И ние гледаме дека специјалниот обвинител од гаф во гаф, од пропуст во пропуст влегува и дека ова цела работа ќе биде само една папазијанија, само жали Боже за тие 4 милиона евра што ќе ги потрошиме на ова држава и на овие граѓани, а дека по мене резултатите ќе бидат никакви. Какви да се резултатите, нели времето ќе си ги покаже? Впрочем, ние гледавме од бомбите што таму има тешки криминали. Ајде ќе ги видиме. Еве, има време, веќе 3 кусур месеца, лесно може да се рачистат тие работи. Најави, нели, КТЦ Јанева дека до 15 март ќе бидат обелоденети обвиненијата кои што тие ќе ги покренат. А што ако немаат обвиненија? 15 март ќе знаеме се. Меѓутоа Јас одговорно тврдам
дека единствен чист случај во оваа ситуација е случајот со Зоран Заев. Ние имаме обезбедено со ПИМ мерки, со посебни истражни мерки, каде што господинот Зоран Заев прави кривично дело бара мито. Во кој што е фино лепо тој со рацете мафта си објаснува како ги земал. Тој ги наброја луѓето од кои што земал пари. Значи специјалната обвинителка треба само да ги повика тие луѓе и да потврдат дали стварно дале пари или не да, и таму имаме потполно чист случај. Ако сакаме прв случај со кој што ќе го рачистиме, ние можеме да го рачистиме со Зоран Заев. Он сам си ги наброја луѓето на кои што он им дал пари. И таа ситуација многу лесно се рачистува. Значи таму имаме чисто кристална ситуација. Институциите ќе ги оставиме да работат за момент, затоа што вие политичарите се подготвувате за предвремени парламентарни избори. Како гром ќе настапи? Ние се подготвуваме за настап на овие избори. Го подготвувавме нашето членство, нашите општински организации и ќе одлучат органите на партијата дали ќе настапиме самостојно, како и минатиот пат, или ќе одиме во коалиција на избори. Инаку сакам да кажам дека на минатите избори најскапо платен пратеник е од Гром. 32.000 гласови е еден пратеник од Гром, за разлика од диаспората имавме со 750 гласа станати пратеници, значи ни една партија толку скапо не го плати својот пратеник како Гром. И што сакам да потенцирам дека во коалицијата на ВМРО ДПМН ние влеговме откако сами освоивме на пратенички мандат и во коалиција локална во Скопје, во општина Карпуш сме влезени од по победата моја на локалните избори и оние што се освоени советнички, 5 советнички места, што значи дека се што сме добиле и што сме влегле во коалиција, тоа е откако е верифициран нашиот изборен резултат. Искрен да бидам... Очекувавте ли повеќе? Очекувавме многу повеќе. Но што да правиме? Граѓаните толку не ценат. Ние може на огледало се гледаме убави на мајка дека сме многу убави, ама надвор, граѓанството, улицата, нас не гледа со подруги очи. Фактот е дека на Груевски му дале 450.000 гласови, дека нас не дале 32.000 гласови. Тоа е суровата вистина со која што ние треба да се помириме и со која што треба сериозно да се размислиме како на наредни избори ние да дојдеме до повеќе гласови, односно како нашиот програм, нашите размислувања, да оставиме подобар впечаток за да што е можно повеќе граѓани увериме дека токму нам треба да ни го дадат гласот за да ја водиме Република Македонија. Ние имаме ситуација во која што некој вели дека се злоупотребени 150.000 гласови. Пазите, тоа значи секој 15 гласач во Република Македонија дека е фалсификат. Па и имаме министра за внатрешни работи, и имаме нивна државна изборна комисија. Што е тешко да секој 15 да се утврди, тоа значи дека на секој 15 треба да излезе дека е фалсификат. Се кажуваат паушални бројки. 150.000 гласови, сакам на граѓаните да им долвам што значи. Македонија има некаде околу 5.600 гласачки места. Од тоа над 2.000 гласачки места се гласачки места во кои што доминантно население, албанско, ромско, турско, јуручко и така натаму. Значи не е чисто македонско. Значи нешто над 3.000 гласачки места се чисто македонски. За да вие украдете 150.000 гласови, тоа значи на секое избирачко место да украдете 500 гласови. Ве молам, кажете ми дали е тоа можно. Ама тоа значи дека и во мој Карпуш, и во мој Подржикоњ, и во, не знам, и во Каласлари, и во Иванковци, и вие треба да украдете 500 гласови. Тоа е невозможна мисија. И сега на крај се спуштаме на некои 90 на, не знам, лични карти, или не знам таму, или не знам што. Фактите покажуваат дека оној што во анкетите води, тој и се победува на избори. Само во ситуација кога што вие на анкетите многу блиску едни со други, имате шанса евентуално со добра изборна кампања, без некој гаф, без некоја афера, а пак обратно со гаф или афера на спротивната страна, вие да можете да му се доближите или да го поминете. Затоа што веќе научните методи, начинот на утврдување на какво ќе биде гласањето, предвидувањето со анкетите, можам да кажам дека во 99% на сигурност веќе се потврдуваат и тие практиката покажува како така. Јас прочем се кандидирав во Карпош, одлучив да го напуштам Социјалдемократскиот сојуз и да се кандидирам сам затоа што сите анкети покажуваат дека јас водам и дека убедливо дека ќе победам и тоа практично така се случи. И како можам сега да кажам дека во Карпош што јас ги фалсификував гласовите, ги украдов, некако ги убедив луѓето, ги притиснав, на каков начин они гласаа за мене. Или на каков начин гласаат за Заев, или на каков начин гласаат за господин Зоран Дамјански во
Во Куманово. Господине Јакимовски, ги спомнавме анкетите. Последната анкета покажува дека читам дека 72 или 74% од испитаните граѓани биле на 24 април да имаме предвремени парламентарни избори. Но што се случува, 70 невладини организации на Хан неодамна му дадоа писмо со барање изборите да се одложат. Кои 70 невладини организации? Тие што ги формира СДС по нарачка или тие што се околу Сорос? Јас сакам, значи, јасно работите како ден. Тоа значи тие невладини организации, ако граѓанството 72% сака да има избори, тоа значи прво самите се отуѓени од народот и некако делуваат во некој свој замислен свет. А второ, сакам да поставам прашање, колку од тие или кога од тие невладини организации излегна на избори за да знаат како се организираат избори и како е можно да се крадат гласови, како е можно да се фалсификуваат избори, за да може тоа да го зборуваат. Јас искрен да бидам. Сите оние што стојат за Социјалдемократскиот сојуз, дали биле од натре или биле од надвор, мене ќе ми биде многу драго. Јас не би се наљутил, нити пак би се навредил. Да искочат јавно со Социјалдемократскиот сојуз, да искочат и на говорници, и на бина, да донесат и тие од странство што ги поддржуваат, да дојдат со своји агенции, со целокупна помош и така натаму, нека се декларираат јавно дека стојат за нив и нема проблем да излеземе на избори, ако овој народ им даде нив доверба, поред, ама ако даде доверба на друга политичка структура, тоа што треба поштено да пружат руки и повеќе овој народ и оваа држава да не ја тормозиме. Јас мислам и народот точно ќе им каже дали се за поддршка на оние кои што се уидисаа со странски разузнавачки служби да ја раздебитуваат Република Македонија и кои што сметаат дека ниту институции, нити водство во оваа држава, нити било каква вредност, нити било што е постигнато во Република Македонија вреди дека тоа све може да кажеме ние дека со еден нихилизам дека ништо од ова ние не признаваме. Ако ние така се однесуваме, тоа значи секоја власт која ќе дојде на власт, опозицијата ќе вика јас оваа власт не ја признавам, јас ова судство не го признавам, јас ова обвинителство не го признавам, јас, како да кажем, ова управа за приходи не ја признавам. Со тие, како да кажам, фрази, флоскули што ги викал Тито, јас само судот на партијата го признавам, таа работа не оди така. Така, тоа не се државнички потези и ние не можеме така, оние што се трудиме на народот да му се представиме дека сакаме да ја водиме државата, ние, ако не друго, барем не смееме така да зборуваме, дека ние во оваа држава не веруваме, во тие што ја водат државата не веруваме, така не може да функционира една држава. Го знаете, Зоран Заев, ќе подаде ли рака, ќе признае ли пораз на 24 ако се заврши онака како што се прогнозира по анкетите? Што би рекол Амди Бајрам, 102,6% дека повторно ќе плачат, повторно нешто ќе им фали на изборите, повторно ќе бидат незадоволни, повторно еве сега кажува дека списокот не им е чист, пазте, 3 месеца имаат министер, секојаш имаат они председател на Државна изборна комисија, сега имаат и генерален секретар, имаат мнозинство во Државната изборна комисија, зошто не го прочитат списокот? Впрочем, што е проблем наредните 2,5 месеца да се прочисти списокот? До 20 дена пред избори списокот може да се чисти, ако сака некој да го чисти, а проблемот е што не може да најде. Тоа што они замислуваат и тоа што они го лажат народот дека го има во тие избирачки списоци, се гледа дека го нема и практично не може да го најдат и затоа цело време викаат дека списокот е нечист, списокот е нечист и постојано прават трикови со Државната изборна комисија. Кажете ми колку пати Социјалдемократскиот сојуз, членовите во ДИК од Социјалдемократскиот сојуз си дава оставки. Се сеќавате? Новаковски, па по Новаковски кој беше, па Дума, па сега Дума ја избираме, па 10 дена потоа она треба да оди во пензија, они не знаеа дека треба. Тоа се све познати тактики за кои што само да се одоговлекува да нема доволно време да се оди на избори. Јас мислам дека владината коалиција премногу попушти. Прво се дадоа како жртви министерот за внатрешни, министерот за транспорт, директорот на УБК и контраразузнавање. Се прифати изборен закон кој што онаков како што посака СДСМ, таков изборен закон се донесе. Се жртвуваше дијаспората од три мандати дијаспората, имаме само едно место во дијаспората. Се прифати спротивно на устав и на закон за судство специјално обвинителство. Се обезбедија пари за тоа обвинителство колку сака. Се обезбедија министри да влезат во владата, им се обезбедија луѓе кои што сакаат да им влезат. Па бараат тие министри да биле со полни овластувања, па гледате да менјаат и така натаму. Па во Државна изборна комисија да имаат мнозинство, па да имаат и свој генерален секретар во Државна изборна комисија и практично
Тоа се и премиерот да си дал оставка, еви премиерот си дава оставка, па тој што ќе бил нов премиер да не бил одредот на министре, тоа се све услови што ги исполнува представниците на владеачката и не знам што уште треба да му се даде на господинот Заев и на Социјалдемократскиот сојуз за да ти да дојдат до избори. Сега списокот не е бил чист, нека си го чистат. А проблем е што нема што да чистат, тука е проблемот. Или медиумите, не знам со кое право нек ни го слушам и не можам да се начудам како можел премиерот да иде 10 пати во новогодишна честитка, он не одел ни еднаш. Господине, кој си ти? Ти си опозиција. Ти имаш 65 партии во Македонија, ти си еден од тие партии. Значи ли тоа дека и господинот Зоран Поповски, ако се обрати председателот на државата, дека и господинот Зоран Поповски, бидејќи беше против кандидат на овие избори, треба и тој да се обрати? Со кое право, не знам, се знае кои се тие што ја водат државата, тие вообичаено за новогодишни празници, божитни, не знам, Бајрам или не знам кој верски празник се обраќаат покрај поглавари на верски конфесии и така натаму, со кое право бара нешто кое што нити може, нити треба, нити било како му следува. И што е најстрашно, кај медиумите не бараат рамноправен и коректен медиумски простор, не бараат до граѓаните да таса вистината, бараат да имаат повеќе можност за себе за да ги кажуваат своите лаги. Во ниту еден момент тие не се борат за да допре вистината до граѓаните. Овие медиуми постојат за вистината, постојат пред се за граѓаните, не за СДСМ или за ВМРО-ДПМН. Ние не може вистината да ја поделиме на ВМРО-вска и СДСМовска. Каде тука Гром, каде тука мојата партија? Со кое право он бара само простор за себе, да го поделат просторот само на ВМРО-ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз, и тоа смета дека е доволно, и тоа е фер, и дека тоа е рамноправно и така натаму. Значи просторот треба да се дели и тој треба да биде во интерес на вистината и вистинското правилното информирање на граѓаните. Впрочем, затоа постојат медиумите, затоа се даваат концесии. А не е за да ние на народот му се пласира или СДСМовска или пак ВМРО-вска вистина, што е спротивно искривено, и само гледате каков уствари тие сметаат дека треба да се воспостави режим, ако може да падне режимот на ВМРО-ДПМН, за да дојде режимот кој што тие сега практично треба да даде опачината од еден исти лист, само сега да дојде од задната страна, што повторно не е добро. Тие не се борат за демократија. На избори соди со програма на граѓаните, нешто што најмногу им е потребно, тоа се создавање на нови работни места или подобрување на условите за живот. Во Велес сме, нели, тука неодамно имавме потпишување на договор за нова странска инвестиција, некогашна парцеланка која што во времето на СДСМ се затвараше, сега повторно ќе проработат капацитетите, имаме индиски инвеститор и најава за 1000 нови вработувања. Јас сум бил министер за економија и знам колку е ужасно тешко да се донесе во Република Македонија странски инвеститор. Зошто? Да речеме бев во едно време кое што беше постконфликтно. Тоа беше крајот на 2003, почетокот на 2004, 2002 ни знаете дека после крајот на 2001 заврши војната, се уште имавме раселени лица, се уште имавме мешовити овие патроли, полициски и така натаму, отпочнување на спроведување на рамковен договор, значи Македонија беше многу кревка во тој дел. И колку беше тешко да се донесе странски инвеститор. Ова што слушаме ние дека ние сме давале премногу бенефиции за странските инвеститори, затоа доаѓале. Па не е точно. Секоја земја нуди бенефиции. И Србија нуди. Србија дури има подобри услови. Србија цената на енергијата е поевтина. Србија е многу поголем пазар, 8 милионски пазар. Нуди и Црна Гора, нуди и Босна и Херцеговина, нуди и Албанија. Значи, прашањето е дали тие од надвор имаат доверба во системот прво што е воспоставен, во правниот поредок што е воспоставен, полициската заштита, во економските услови што се нудат, во водството што ја води земјата, дали има доверба за да дојде во една земја. И ние, рака на срце, треба да си признаеме дека ова влада стори се што може да привлече што е можно повеќе странски инвеститори. Па ве молам, да не се плаќаат придонеси, да се дава земја по 1 евро. Сите тие бенефиции се уште од времето кога сум бил јас министер за економијата и не се од вчера измислени. Значи тие се и у времето кога владата била со Социјалдемократскиот сојуз, и сите тие бенефиции се давани во согласност и по сугестии на ММФ, на Светска банка за привлекување на странски инвестиции и така натаму. И јас апсолутно го поздравам тоа што се отвараат нови работни места,
Сега има дискусија околу платите, се високи, не се високи или какви се, меѓутоа има и странски компании кои што дават солидни плати. Мислам дека ние како граѓанство тоа мораме да го поздравиме, дека овие граѓани треба да знаат дека треба да се подигне нивото на индустријската култура и тие што доаѓаат во Република Македонија да инвестираат, дека да видат дека овде има образован народ, вреден народ, дека ако една компанија остварува ги враќа инвестираните средства и остварува профит, тоа ќе биде влез и можност за да и други компании дојдат во Република Македонија и во Република Македонија можеме само да го зголеме нивото на вработеноста, да се зголеми бруто општествениот производ, да го дигнеме стандардот, ако што е можно повеќе странски компании и нормално домашни компании отвараат нови работни места и се запослуваат што е можно повеќе луѓе. Воспротивно, никако другачи. И кога слушам дека треба странските компании да ги намалиме бенефициите, се зголеми на домашните, јас истиот тој економист Заев би го прашал, добро господине Заев, а како ако не влегува странски директни инвестиции во Македонија, како ќе го пеглате платно-билансниот дефицит во Република Македонија, кој што е разлика измеѓу она што ние извезуваме и она што увезуваме, тој платно-билансен дефицит, освен што влегува девизните дознаки на нашите граѓани од странство што праќаат на своји роднини, пријатели, семејства и така натаму, по таа одбитна ставка, остатокот да ми каже како ќе го надоместиме ако ние немаме доволно странски инвестиции во Република Македонија. Тоа значи Македонија треба да влегува во нови кредитни задолжувања за да може да си ги исполнува своите обврски и према меѓународната заедница, према меѓународните кредитори и така натаму и така натаму. Економисте, ја познавате економијата во Република Македонија многу добро. Задолжена ли земја сме? Не, Македонија средно задолжена. Впрочем, никој не би ни дал пари, никој не би имал доверба во Македонија ако сме ние задолжена. Тоа се приказни што ги кажуваме, подолго време ги кажуваме, меѓутоа Македонија е средно задолжена земја, има параметри по кои што тоа се проценува и она што е најбитно што граѓаните на Република Македонија ќе видат дека светениколчани ќе стигаат за 2-13 минути до наплатна рампа Миладиновци. Дека тие од Штип ќе стасуваат за отприлика половина час или за 40 или помалку од 40 минути во Скопје. Дека се градат инфраструктурни објекти, дека се инвестира во здравство, во образование, во култура, дека ова држава се развива и така натаму. И мислам дека најголема придобивка за граѓаните ќе бидат тоа што ќе можат комуникациите меѓу граѓаните, флуктуацијата на работната сила. Знаете што значи за еден вработен од Свети Николе да може да работи во Скопје и да не треба да купува стан или да живее под кирија, туку да може да се врати навечер до Свети Николе или обратно да има работа да живее во Скопје, да работи во Свети Николе и така натаму. Се тоа огромни придобивки и јас одговорно тврдам дека по завршување на сите овие огромни инфраструктурни проекти што се предвидуваат во Македонија, дека Македонија отприлика за 5 до 8 години ќе биде сосема друга држава и на изглед и по начин на функционирање. Господине Јакимовски, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и бевте гости на К1 телевизија. Се надевам дека до 24 април ќе имаме можност да ве видиме уште неколку пати во ова студио и многу среќа на изборите. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас што бевте заедно и овој пат со нас. Гледајте ни и во реприза, за 7 дена од ова студио најавувам нов гост.